Активизам од нивна страна во однос на нашето име дојде, мислам, ескалираше у екстрем. Значи, во самата престолнина на Македонија некој да се испонаша како да е окупатор веќе 50 години овде и да ни каже дека треба ние да се викаме фиром, беше стварно beyond tolerance, нели што би рекли англизите. Да. И така тој тешки ред сгасна многу брзо. Да, сега да прашам. Не, да не некој си се кандидатствал со фирм, само да си влезе малтешки витези. Меѓу членството и раководството, бидејќи раководството во 5 за 12 го ја прифати уцената, дури со селотейп напиша фирм на БРМ, уствари на заставата, што беше страшно и ние тоа не можевме да го прифатиме и на самата инсталатура ние се дистанциравме од таа ситуација, така да меѓутоа тоа е тоа. Секаде дури таму каде што бидејќи конфликтот со името е меѓудржавен конфликт и он не се однесува на граѓански здруженија како што се тие клубови како Темплари Лајонси. Јас пред некој ден бев на приемка Лајонсите по повод нивното примање в Светската асамблеја на Лајонс клубовите и они, например, се имаат инсталирана, односно прифатени се во Светската асамблеја под името Република Македонија, значи они се имаат изборено. Така. Па исто така читавме увесник дека исто и масонството се има изборено преку англиската ложа да бидеме признаени, да бидат признаени ствари како Република Македонија. Значи, таа битка за жал се води на сите нивоа. Од најтакви условно кажано бенигни, иако воопшто не се такви, бидејќи господјата Дора Бакојани исто припадник на овој ред на кој сме ние. Да, прочитав и јас тоа, реков види колку интересно. Преку Португалија, значи на директиот наследник на темпларите Фонтес, така се вика. Дугачко португалско име, кој не го знам на памет. Да. И наводно, мислам, ние потоа направивме одредени истражувања и наводно Фонтес никогаш обично ги дава дозволите за подигање на такви клубови директно, значи преку него и преку македонците. Така. Значи, ова се случи преку грците, значи тоа беше некаква игра со многу помрачна позадина, која беше темпирана во тогашното доваѓање на Нимиц. Многу жално, нели? И дегутантно вака. Меѓутоа добро е што се слушаат и вакви ексклузивни моменти, затоа што верувам дека ние обичните граѓани не би имале можност да знаеме докаде се спремни да одат во тоа нивно. Така си ги земав овие занимливи реквизити кои ги добив наследство од нив и чисто да покажеме дека да, меѓутоа до некое наредно комување. Па да, ние апсолутно работиме на тоа да се обнови витушкиот ред. Несрекната околност можеби не ја предвидела и некои други луѓе што не поглобално гледаат на нештата. Тоа е за жал така. Да, во македонскиот речник на зборови со езотерични кодови, во кој како што кажува и насловот, освен една теорија која ја